Опасни хемикали од текстилниот отпад се закана за здравието на луѓето. Текстилците бараат безбеден начин за негово депонирање. Новиот модел на регионални депонии бара и ново решение за овој сериозен проблем за Штип. Самото платно се третира со голем број на хемикали, и тоа хемикали за боење, потоа за стабилизација, за нераспаѓање, за цврстина и така натаму. Тие хемикали се штетни и опасни по здравието на луѓето. И затоа складирањето на целокупниот отпад кој се појавува во технолошкиот процес на производство на текстилот мора да биде стручно и професионално. Но мора да кажам дека треба да ги земеме и примерите во западноевропските земји каде текстилот се рециклира. Дополнителен проблем во моментов е тоа што дел од текстилните фабрики работат по така наречениот лон систем кој им забранува депонирање на отпадот. Текстилните фабрики имаат еден проблем, бидејќи дел од материјалите се добиваат за работење под оној систем, лон систем. Целокупниот дел на отпадот често пати е под царински надзор и не може да биде уништен и се складира во самите фабрики. И на тоа мора да се најде некој решение како тој материјал безбедно да се острани, да се уништи, а при тоа да не стои во фабричките магазини и хали каде истовремено и контаминира. Дека депонирањето на текстилниот отпад е сериозен проблем потврдуваат и од текстилниот кластер. Едно тотално нерационално и рационално решение дека тој отпад треба да се собере, па да се мери, па да се раздолжи во страна на царинските органи. Треба да се помине на оно што беше порано, наставно тој смет да се фрла како смет, бидејќи тоа е стварно смет, и дека овде не може компаниите да заштедат, односно да скријат нешто што би било после продажба на црно, како што се сомневаат царинските органи. Иако текстилната индустрија се надева дека овој проблем ќе се реши со изградбата на регионалната депонија, сепак во моментов такво нешто е малку веројатно, бидејќи текстилниот отпад во круговите на фабриките не го задржува комуналниот, туку царинскиот систем на државата.